Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Кочани и понатаму со најмал процент од фирмите кои доставиле овластување за електронско пријавување во здравството. Од Фондот за здравство апелираат до фирмите тоа да го сторат во најкус може рок. Сите фирми во Република Македонија требаше до 1 февруари задолжително да ги пријават вработените за здравствено осигурување преку веб порталот на фондот. Во Кочани тоа го сториле само 30% од фирмите и со овој процент Кочани се наоѓа во градовите со најнизок процент на поднесени овластувања. Фирмите да донесат овластување за електронско пријавување на ЗО1 образец. Се разбира тие што не го сториле тоа. Значи, може една фирма да овласти повеќе лица, а може и едно лице да биде овластено за повеќе фирми. Фирми кои поднеле се од прилика 35%. Има случаи во некои подрачни служби, во други градови тој број да е 70, 80 и 90%. Дори некаде има и 100% од фирмите кои поднеле. Ние сме на средина, да не речеме и во дното. На овој начин со пријавување преку веб порталот се прават големи заштеди за фирмите бидејќи нема потреба да ангажираат сметководители или други фирми кои ќе ги прават ажурирањата на дневна основа по институциите. И преку компјутер тоа може да го направи само еден вработен или друго овластено лице. Настевски потенцира дека наскоро сите здравствени услуги ќе може да се остваруваат само со електронска здравствена картичка. Агенцијата за вработување отвори подрачна канцеларија во општина Чешиново Облешево. Таа е дел од кампањата на Агенцијата за приближување на услугите до населението од руралните населени места. Жителите на општина Чешиново Облешево веќе не мораат да патуваат до Кочани за да ги добијат услугите од Агенцијата за вработување. Од идната недела тоа ќе можат да го направат во подрачната канцеларија, што е отворена во близина на Домот на културата во Облешево. На тој начин, освен по доброто информирање за проектите и можностите за полесно вработување што ги нуди агенцијата, ќе ги намалат и трошоците за доаѓање во Центарот за вработување во Кочани. Од денеска буквално сите граѓани на оваа општина може да се послужат со нашите услуги тука. Воедно ги повикувам да го користат сите оние што имаат пристап до интернет, нашиот веб портал, порталот Прв МК, самовработување МК, така да ги искористат сите бенефити што ги нудиме и можности што ги нудиме како агенција за да може да дојде до вработување, односно до самовработување и до собствен бизнес. На граѓаните од општината Чешиново Облешево ги скратуваме маќите кои претходно требаше да патуваат до Кочани, да се ослободат од своите активности кои ги има претежно ова население земјоделско, со тоа што ги подобруваме условите, имаат повеќе можности да се запознаат со понудите на Агенцијата за вработување. Апелирам до сите граѓани веќе да знаат дека во општината Чешиново Облешево имаме канцеларија на Агенцијата за вработување која ќе работи секој ден и со тоа што еден голем бенефит за овие граѓани. Според податоците од Центарот за вработување, во општина Чешиново Облешево има 868 невработени лица, од кои 408 се активни баратели на работа. Бројот бил и поголем, но дел од нив се вработиле со проектите на агенцијата. Имаме во општина Чешиново Облешево поголем број, од кои некаде околу 15 фирми имаме отворено со проектот за самовработување со неповратни средства, исто така околу 15 исто така со самовработување со кредитирање, исто така и со субвенционирано вработување имаме неколку фирми, така да меѓутоа мислам дека во наредниот период ќе имат поголем број информации од овде што ме поблизу нели до во нивната општина и дека активноста нивна ќе биде поголема. Канцеларијата во Чешиново Облешево е 13-та поред што ја отвора Агенцијата за вработување, а во план се уште 8 во неколку рурални населени места. Критериумот според кој се отвораат канцелариите е центрите за вработување да се оддалечени над 10 километри од руралните општини. Изненадувачка хуманост покажаа жителите на Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Собран цел магазин полн со потребна помош за настраданите во Србија и Босна и Херцеговина. Целата донација од трите општини се транспортираше до Црвен крст на Македонија во Скопје.
Граѓаните на Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево ја покажаа својата хуманост и со донации им помагаат на погодените од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина. Целата донација од сите пунктови од трите општини, општинската организација на Црвениот крст од Кочани ги собра во еден магазин кај пожарната и може да се заклучи дека граѓаните навистина се хумани, затоа што големиот магазин не можеше да го собере се она што е донирано. Изненадување, не нашите луѓе вистински се хумани, но овој пат се даруваше од граѓаните лично, од фирмите, учествува училиштата, учествува политички партии, така да секој на свој начин се организираше и доаѓаше да подари и да ова биде наменето за луѓето кои што секојдневно ги гледа нивните, така речи, маки. Овде фирмата Деликатес, која што во прв момент излезе и веќе таа вода флаширана, еден шлепер и прва замена со конвојот на Македонски Црвен крст. Тука сме интересно и добро, што граѓаните доваѓа и прашува што треба, ги слушаа нашите инструкции. Би го спомнала и медицински центар кој што на брзина се вработените организира и целата таа собрани парични средства ги дадоа во прехрана, ги донесоа во Црвениот крст. Покрај граѓаните од Кочани, доста хумани се покажаа и другите две општини, Зрновци и Чешиново Облешево. Даруваа во брашно, ориз, прехранбени продукти и хигиенски средства, додаде Коцева. Покрај ова се донираше и на отворена жиросметка, како и на телефонски броеви. И не е полн само овој магазински простор, туку се и уште донации кои што се во просториите на Црвениот крст во Кочани чекаат да бидат транспортирани. Од Црвениот крст ги издвоија поголемите донации, меѓу кои собственикот на кафе бар Либеро, кој целиот дневен промет од кочанските граѓани го донираше за хуманитарни цели. Либеро кафе на 19 овој месец организираше хуманитарен ден, односно го нарековме Кочани донира, бидејќи сепак без граѓаните на Кочани, од кои што ја добивме и навистина најголемата поддршка, многу повеќе од колку што очекувавме, немаше да можеме да го спроведеме ова. Покрај нив голема благодарност и до артистите кои што се организираа за помалку од 24 часа и настапија. Исто така би сакал да се заблагодарам и до персоналот на Либеро кафе кој што тој ден навистина неуморно работеше. Средствата кои што ги собравме во координација со Црвениот крст ги искористивме за набавка на постелнина која што ќе им се најде на сите оние на кои што им е потребна од поплавените подрачи. Либеро за погодените во поплавите собра вкупно 87.780 денари и со тие средства се купија 120 комплет постелнини, исто толку крпи за садови и други потребни материјали. Општина Кочани хуманитарна акција организираше и со невладината благородна мисија. Во нашата донација се вклучија поголем број на фирми, од кои што можеме да истакнеме дека 23, најголема донација даде Европа 92, потоа Ината, Тинк Инокс, Дисконт Боки, Магнолија, Деликатес и останатите да не ги набројуваме. Исто така донираше и општината со средства, се собраа и одредени средства од физички лица и исто така учествуваше и невладината Светла Иднина. Се што е собрано се пакуваше и ќе биде пратено до Црвениот крст на Македонија, а оттаму за Србија и Босна и Херцеговина. Хуманитарен хепенинг со учество на 15 познати диџеи од цела Македонија за помош на 19-годишната Ана Мишова од Кавадарци, која треба да замине на итна операција во Пекинг, Кина. Концертот го организира група хумани млади лица од Кочани. Тридневен забавен музички хуманитарен хепенинг организираат група млади лица од Кочани, кои сакаат да ја помогнат на 19-годишната Ана Мишова од Кавадарци, која има потреба од финансиска помош за да ја направи потребната операција на рабетниот мозок да може нормално да се движи. Мишова има речиси комплетен прекин на нервите патишта на рабетниот мозок со диагноза параплегија. Не може да се движи самостојно и современата медицина и нуди втора шанса. Лекарите од Кина и дале надеж дека со трансплантација на матични клетки ќе може повторно да се движи самостојно. За незино лекување во Центарот за матични клетки во Пекинг и се потребни 25.000 евра. Пред 10-15 дена ми дојде идеја да организираме хуманитарен концерт за моја пријателка и за наша пријателка од Кавадарци, што има проблеми со рабетниот столб и треба да замине на итна операција во Кина, во Пекинг. И Каде ќе се организира?
ќе се организира во близина на село Бели, значи поточно кај местото Дабот, на приватен имот. Ќе биде трансхуманитарен фестивал. Ќе настапат 15 познати диџеи од цела Македонија што се пријавија да донираат во хуманитарниот концерт, значи да настапат бесплатно во моје име и во име на мојата пријателка Ана Мишова од Кавадарци. Целиот концепт на концертот е во модерен транслетен хепенинг во затворен круг, во природа со обезбедени стандардни потреби, озвучување, светло, храна, пијалок, програма, шатори за спиење, тоалети и обезбедување. Ке се одржи на 30 и 31 мај и 1 јуни. Организаторите потенцираат дека влезница нема да се наплаќа, но граѓаните средства ќе можат да донираат во специјално подготвена кутија за таа намена. Инаку за Ана Мишова може да се донира и на жиро сметки, како и со јавување на телефонски броеви. Инспекцијските контроли на возилата во јавниот превоз на патници покажал непочитување на одредени законски одредби од страна на превозниците. Поради тоа изготвени се решенија за отстранување на констатираните недостатоци, а за 6 случаи била поведена прекрашочна постапка со парична казна. Вкупно 39 инспекцијски контроли на возилата со кои се врши јавен превоз на патници извршил овластениот инспектор за патен сообраќај. При инспекцијскиот надзор била побарана и помош од полициски службеници од Оделението за безбедност во патниот сообраќај. Според сумираните податоци за минатата година, скоро кај сите случаи кога биле контролирани возилата се констатирани известни неправилности или законски прекршоци, поради кои се преземени соодветни мерки. При санкционирањето на прекршоците извршени се 6 порамнувања со врачување на платен налог, а биле поднесени и 6 барања за поведување прекршочна постапка до Комисијата за прекршоци при Министерството за транспорт и врски во Скопје. Од нив досега позитивно биле решени 3 барања, пошто превозниците се казнити со по 500 евра во денарска противвредност. При инспекцијскиот надзор на лице место били изготвени 19 записници за извршен инспекцијски надзор, а издадени се 11 решенија за отстранување на утврдени недостатоци на превозниците. Превентивните контроли имале и позитивен ефект, при што во 13 случаи били изготвени заклучоци за запирање на постапката, поради тоа што во меѓувреме биле отстранети утврдените недостатоци кај возилата. Инспекцијскиот надзор што го врши овластениот инспектор се однесува на општинскиот линиски превоз, автотакси превозот, како и посебниот линиски превоз на патници што се врши на подрачјето на општина Кочани. Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници ги интензивира своите активности за зголемување на членството, поради што одржа и регионална работилница во Штип. Новинарите од источниот регион беа запознаени со досегашното работење на синдикатот и предностите од синдикалното здржување. Промовирањето на идејата за професионална солидарност, за поддршка на колегите во неволја, за поддршка на потребата да се артикулираат проблемите и заеднички да се решаваат, се основните цели поради кои беше оформен и во изминатите 4 години функционира самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници во Македонија. За да можат да се остварат овие цели, неопходно е омасовување на членството, беше речено на работилницата во Штип, што синдикатот ја организираше со новинари од источниот регион. Оценка е дека во текот на работењето во 4-годишниот период се покажало оти бавно оди за членувањето, зашто постојат и објективни пречки, но и страф од синдикално здружување. Ние и сега сме репрезентативни, меѓутоа начинот на кој се бара од синдикатите да го докажат бројот на членови преку потврда од страна на работодавачите не оневозможува, бидејќи многу од нашите членови тајно членуваат. Но реално ние сме единствениот синдикат на новинари и медиумски работници активен во моментот. Се разбира дека омасовувањето е клучно. Бројот на членовите е тој што го засилува гласот на синдикатот и на еснавското здружување за тоа потоа да биде пренесено до адресите каде што е неопходно да биде потенциран проблемот и најдено решението за него. Чаусидис вели дека искуството покажало оти само со чукање наврата на оние адреси каде што лежи решението за проблемите на новинарите, односно кај работодавачите,
Може да се постигне повисоко ниво во професијата, што во последните неколку години падна на ниски гранки и дома, но и во меѓународни рамки. Некаде околу 300 луѓе сега се активни, значи зборувам членови кои што плаќаат чланарина, меѓутоа ние имаме најмалку 3 пати повеќе луѓе кои што покажале желба за членување, потпишале пристапница, но не го манифестирале тоа со плаќање на чланарина. Председателката на ССНМ вели дека и кај новинарите постои непишаното правило и само 35% од нив синдикално се здружуваат, процент што важи и за сите останати работници во Македонија. Заради омасовување на членството и поголема активност на терен, во план е назначување регионални координатори. По повод 23 мај, денот на власите, градоначалникот Радко Димитровски упати писмена честитка до сите припадници на влашката етничка заедница во општина Кочани, со која им го честита националниот празник со желби за натамошен успех во негувањето на влашката култура и традиција. Република Македонија со гордост го прославува националниот ден на власите, кој уште од далечната 1905 година е символ на самоидентификација и себеспознавање на влашката заедница, ден кога тие се признати како посебен народ во Отоманското царство. Овој празник го истакнува заимното почитување и отвореноста кон различностите, што е гаранција за мирна и стабилна сегашност и услов за подобра иднина, се вели меѓу другото во писмената честитка од градоначалникот Димитровски по повод 23 мај, денот на власите. Спортскиот викенд по подолго време содржан од богат колаж од настани, турнири во футсал и тенис, како и државно првенство во борење. Кочани в недела е организатор на 2 големи футсал настани по повод големиот јубилеј 90 години присуство на фудбалот во Кочани со формирањето на првиот клуб. Ке се одигра финалето од купот и барачнат преварот за пласман во првата футсал лига. Надпреварите се во организација на Футсал Федерацијата на Македонија. Местото на случувањето е спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Куп финалето ќе се одигра во попладневниот термин, односно во 18 часот, а ќе се сретнат екипите на Црна река Кавадарци и се Универзитетот Тетово. Предходно во 15 часот е поместен баражот за пласман во првата футсал лига, во кој се среќаваат Малајакс од Штип, како предпоследно пласиран прволигаш во минатата сезона, и ЦИК од Стојаково како второпласирана екипа во втората футсал лига. Влезот е слободен, во паузите е предвидена забавна програма. Државното првенство за сениори во борење слободен стил ќе се одржи в сабота во Скопје во организација на Федерацијата за боречки спортови на Македонија, а во техничка соорганизација на боречкиот клуб Лирија 2010 од Скопје. Првенството ќе се одржи во спортската сала на Државното средно училиште Зефлјуш Марку во општина Чаир. Право на настап имаат борачи со наполнети 20 години, родени 1994 и постари, кои се регистрирани во Федерацијата за боречки спортови на Македонија за тековната 2014 година, имаат заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци. На првенството може да настапат и борачи со наполнети 18 години, родени 1995 и 96 година со специјален лекарски преглед. Боречкиот клуб Спартак од Кочани ќе го представуваат двајца борачи: Иван Јанев во категорија до 61 кг и Глигор Анев до 65 кг. По повод роденденот на патронот на спортската сала во Виница, капетан Кирчо Димитриов, 21 мај, јавното предпријатие Винспорт од Виница во соработка со локалната самоуправа организира турнир во мал фудбал. Турнирот ќе се одигра во спортската сала капетан Кирчо Димитриов в сабота со почеток во 10 часот. Преувањето на екипите со котизација од 600 денари заврши во четвртокот. За првите 3 екипи следуваат парични награди и други изненадувања. В недела на програмата е и првото издание на меморијалниот турнир во чест на Благој Едровски, поранешен тенисер на Акватен, кој трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа минатата година. Турнирот ќе се одржи на тениските терени на клубот Акватен во недела 25 мај со почеток од 9 часот и 30 минути.
Истиот првично беше планиран за 18 мај, но организаторот го помести поради неповолната временска прогноза минатата седмица. На турнирот ќе настапат 32 тенисери, поранешни и сегашни членови на Акватен, рекреативци и гости од соседните општини, кои ќе одиграат неколку мечеви во еден сет. А веќе од идната година се планира турнирот да се трансформира во надпреварувачки со меѓународен карактер, што од година во година ќе прераснува во се поголем спортски настан. Што се однесува до фудбалските надпревари, Осогово в недела во 12 часот се среќава со екипата на Чешиново во рамки на редовното коло Третата лига Исток. А женскиот фудбалски клуб Кочани одржа прес в пресред на финалето од купот против Конзули, што ќе се одигра в сабота во Скопје. Сабота 24 мај на стадионот Никола Мантов е завршницата од детската фудбалска лига. До мене е координаторот на лигата Атанас Кушевски. Господин Кушевски, како ќе изгледа ова завршница на лигата? Значи, утре е закажан денот на одигрување на завршниот турнир на детската лига. По генерации, значи 99-та 2000-та ќе се игра на голем терен. Тие ќе бидат распоредени во Виница. Во Кочани остануваат помалите генерации, да речеме 2001, 2002, 2003, 2004. Ке играат на помали терени, на посебни пропозиции, како што се зацртани во правилата. И од овие групи по генерации, значи, ќе излезе секој првак од тука ќе учествува директно во Скопје на завршниот Final Four турнир на кој ќе се одржи во Скопје на 4 и на 7 јули, ова е јуни. Угловала е тоа, па утрешниот ден ќе го видиме. Ние цела седмица се спремавме. Нормално дека секој кој работи, кој игра, одеме на двојна круг, на тоа го најавивме и на полусезоната. Значи, неофицијално веќе по завршувањето на предпоследното коло од првенството веќе сме званично прваци на Македонија. Утре играме во Скопје купот на Македонија заедно со Кочани и Битола, Конзул од Битола. Се надеваме на победа. Тоа е накратко што можам да кажам. Расположението кај девојчињата е на високо ниво. Еве денеска го имаме последниот тренинг заедно со сушниот штаб. Ке работат на техничко-тактички уигрување на некои линии и така тоа што е планирано према планот за остварување на целта. Целта е победа и двојна круга. Па ние цела недела работевме напорно и не само цела недела, туку во текот на целата полусезона се спремаме за надпреварот што не очекува во сабота на 24 мај во Скопје. Значи ова е прв куп финален надпревар за екипата на ЖФК Кочани. Девојчињата да се спремни, здравствениот билтен е на потребното ниво. Освен двете повредени девојчиња немаме некои други кои што се жалат на повреди и во добро расположение со нетрпение го очекуваме утрешниот надпревар и секако се надеваме на поволен резултат. Ги следевте вестите на Канал 8. Имајте убав викенд. Довидување.